И сватив околината, односно поставеноста, колку менува. Знаеш, ама сега у пракса кој ќе го осетиш, многу е поразлично. Одиме сега вамо, треба да снимиме тоа, ќе направиме овоа. Знаеш какво е бе сега? Стандардите, малце повисоки стандарди за себе имаме. Да. И за идеите, и за визиите, и за подкастот, и за контентот, и за така општо некако за се општо, сам себе си ги апгрейднав стандардите. Слично вакво ми се деси у Америка кога отидов и кога влегов CrossFit бокс и кога видов како таму најобични рекреативци тренираат. Ја као демек про у атлета у Македонија беше смешки за некој си рекреативец дојден у джимче некое у Колумбус, Охајо. 35 годишен Ренди Некој си одувал ко застава. Да. Да објасни си го дресот. Чека вака да тргнам јас. Да ме фати камера, AI edit, ајмо Jamie AI. Че не ми го Ја го дупам. Ти го дупиш микс, чекај. Јас борам на мене кат. Сум глуп. Па го кат. Кју ти тргне? Јас борам на мене кат. Ми ебеш монтажа. Добро, ќе ме гледат и онака цела епизода, ама да не пречи микрофонот. Оѓе? Ани ова. Се тут става? Ти купил дрес од Red Bull Salzburg, ке мислам. Ја, камера. Ете го при. Така чашо ти го погодиле од прво. Има и жаре вакво, ама моментално му е негде Шпанија. ван Македонија. По Шпанија, уживо. Отиде у друг куфар случајно и патува се на друго место, ќе одобиеш и ти кај да е. Мислам не дека не го износе и ти. Така. Ама јас си го донесов Скопје. Дечки, поздравете го Волт. На брзинка, дур се местиме ја и жаре. И дур си направиме нарачка, да видите и вие. Нарачајте си и вие. Ни 30 секунди нема да ве фати. Дур да направите нарачка, ние муабетот ќе опочнеме. И плюс ги поздравиме Волт. Поздрав, Волт. Поздрав до Волт. А вие дур не слушате нас и ќе ви дое нарачката. Тие луѓе што сакате да си внесувате магнезиум, едно огромно фала и на Diet Farm што конечно извадија многу јасно да се знаат. Едниот се вика глицинат, тој ви е оној што си го викаме за пред спиење. Да. При стрес, при напнатост. И ја овој си го зијам пред спиење. Така исто. А тебе многу убаво ти текна магнезиум малат. Мускули. Тој е тој што учествува во процесот на создавање на енергија, многу погоден кај физички активни лица и спортисти. Вежбам са бајле, имам часови, држам и на паузата кога ми си го пијам овој. Diet Farm, магнезиум, глицинат, магнезиум малат, фала, пријатно. Ја сакаш, морам да ти раскажам со дресот што се деси. Тоа е најакото. Колку сум ја ретардиран. Може и поспам. Стигаме ние, by the way, нели, од Србија вратен, 6-8:30 легнувам, 1:30 пополнок се будам, летаме, 8 и нешто, ние сме во хотелот у Порто Монтенегро, Тиво. Ја и Михаела од Red Bull. А не објаснуваме уопште кај сме биле, што или после ќе објасниме? Ај прво со дресов пресмешно, ќе се вратиме. Ајде. Мора како у филмовите ти текне прва сцена и после те враќаат. Па да, све. И стигаме све, јас слабо спиен, неколку сати, пиеме кафе, 8:30, 9, кахти. Марината. Чисто. Нели ти пратив јас, ние пиеме кафе. У Монте Карло. Монте Карло на Балканот. Да. И овој од Црна Гора, што има студија кај нас, патево си отиде, мораме да се вратам, ајде ние да прошетаме, ајде. Тоа не работа. Понеделник. Требо. Идеме, се враќаме, ајде на хотел, ајде. Вие шетавте, пиевте кафења уште не чекирани? Леговме, чек-ин, биче око 15 часова.
Нема проблем. А, собите не спремни. Добро. Да, ќе направиме тоа up to Јасно, speed, јасно. што побрзо можеме, вика ќе да видиме. Така. Значи стварно уште собата не си ја видел. Име 8:30, 9. Да. И оставаме кофеите, вика, ајде, први дојавте вие, ајде ве проштам кафе покрај ваква, ајде. И пиеме кафе, се враќаме и вика, ле. И викам, леле, дај Боже да онаков преголе. Да, чаршафите, викам, да влезе што нив со 750.000 перници, викам, ќе се уништам од спиење, ај, се хајпам, леле, како ќе спијам. И се враќаме назад, и се проаѓаме ни се прв пат си ти хотелот, не знаеш дека и од ваму можеш да влезеш кај што се вечераше, знаеш ли? Да, ние мртви озбилниот главниот влезе. И како одиме, само слушам некој Жарко се дере. Викам. И ми се трипам ли, застана и Михела, викам. Вртам го гледам Лука Джукич. Брате! И викам, ајде тренирамо. Ај прво кафу може, ајде, се дојам. Иди одбий. Немаше. И одбий. И сега Лука седи и Маша, јас доаѓам. Здраво. Одаве од Србија они дојдени, од Нови Сад, си двајцата тука. Здраво, Жарко, Машо, појма немам кој е. Тука. Седнам, Михела, чао, World Fitness Project, бла, ова, она, како е прошло, едно друго, ми раскажува. И вика, ај, брате, соба е да тренираме, како, тоа е, што ќе правиме друго. Викам, јас сам хтео да спавам, али јебимо ми. Колку, викам, имаш прилики со Лука Джукич, викам да истренираш. Да. Викам, тренирамо, тоа е тоа, стегнам зуби. Готово сум собени, вика таа. Викам, моја соба е, извини, да. Моменто. Па, ајде, вика, ти иди као овакво, се гледа, чекам третана, се чекам, ајде, чао. Идам ја, и влагам јас у собава. За прв пат, и гледам, веќе, будило. Лево, десно и гледам телевизорот, хај Жарко Батик од пасошот за Харко Батика е стандартка. И јас се вртам десно и сега гледам од Алфа Таури према. By the way, тој момент појма немам кој е тоа. Дека е Немам ништо. clothing Бренд на Red Bull. Не знам. У тој момент појма немам, гледам. Ало, браво. Имам дрес Red Bull Салзбург. И свртен на опачки, број 26 и пишува Церич. И ја викам, кој е овој Церич? Или е Србин, или е Балканец, Црногорец, некој може босанец, не знам што игра за Red Bull Игра за Салзбург. Red Bull Салзбург. Не копчам јас дека 26, дека... Толку ми е мене мислата со дресов. И викам, некој Церич што игра, окей, идам лево, и се оние двете лименги што беа оставени, трбичките ова. Тоа има лист. И на листот пишува: Амаре, добродошол у наш хотел. Здраво, Амаре, да. И јас сум... Некој си Амар ми имаат помешано собата, што не знаејќи за дресот. Јас си ставам тоа стори. А ти Цери... дресот ти е Дресот е некој си Церич. нормален Церич. А ова некој си Амар ме помешале на листот. Тоа ми е мисловниот процес у моментот. И јас ставам на стори и мене Марче од Red Bull ми пишува. Не знам дека те прекрстили од Церич. И ја му пишувам, да, Амар Батич. И овој ха. Уште не ти Ја уште светнува. врска немам. Ја мислам Амар, ова. А он Жарко Церич, ха, ја викам, не, Амар Батич, дека Церич е фудбалер. Да. И јас искачам, ја вежбам со Лука. И ние одиме у теретаната, 2 сата се прави вежбање тука, све тука се проја. Ја јам соба, чао му викам, дај Боже да тебе ти е спремна, видимо се. Где е Тома, викам, 6 е Тома. Па добро, брате, ова, добро. Од сите можни имиња што може да ми ги утнат луѓе, Томче, Томислав, Томи... Тома е добро. Тома е најбољи. Тома е лудило. Кога ме викаше Джукич Тома, не знаеш колку јако ми бе. Тома, damn right, Тома. Добро, српската варијанта на Томе, Не знам ни како му дое Тома, ама... Па Тома е у Србија. Ако да, ама, он валја не ни знае дека јас сум Томе. Томас Перформанс. Нема Тома, таму. од кај да знае дека јас сум Томе.
Нема Лука како. Џукич не ме знае, Тома Нема врска, Попчевалија. Тома е у Србија, се знае дека е Тома. Нема вези, и Томислав може да е. Од Томислав е Тома. У Србија никога Како не и да викаат е. Томе. Тома може. Да, Тома е луд. Ако утињаш, утни со Тома. Нема да сгрешиш. Где е Тома? Те е Тома, викам у Австрија уште. Не дојде. И нема везе, јас се враќам и било и Михаела вика, јас сум на катамаранот, мести ме брендинг, Да. уживај. После ќе идеме да јадеме негде. Викам, топ, ја ќе поспија малце. Да, завршивте ли? Завршивме. Тоа ми онака го нема за 2 живота. Немаме обврски никој, сите стигаат, разбираш. А и сите група Тој ден пишуваат за тоа беше, да. 5-6 дека доаѓаат. А веќе саатот е 3 на пладне. 2-3. Ја се сум направил и извежбав и се избањав и соба ми дадоа. И ја мојот мисловен процес уште е вајде и тоа има негова соба у пичку материјата, башов креве да спиеме тоа. Викам пишува, хај Жарко бати, ќе пишуваше вајде хај нешто другачие. Уште Тој- ни тоа не ти е јасно. Не ми. Кој ке лез, викам и да е 2 метра на 2 на 2, окей, ништо страшно. И ја легнувам и местам аларм сега за 40 минути, за да не спијам цел ден. И ми звони, се будам. Ја ми пишала кој број на соба беше. И ја и пишувам 409. Аха, иначе ние отидовме ваму, а ќе ти пуштам локација, викаме бај пушти ми, таман ќе се облечам оно, ќе дам, ќе јадем. Ај, ми пушта локација. Устари не доаѓај, нема јадење место. Добро. Кај ќе јадеме? Ја ќе ти пишам за 10 минути. Лава викам ужи. Ја спремам ово. И текнуе на идење на Джейми Оливер италијанскиот што го видовме до хотел ми Да. текнува. Таму дојде. Да. Одлично. Ја одам таму. И викам дали дресот требаше да биде батич. Да, човек. Тоа беше Конечно, целата работа. Вајда дека персонализиран дрес ќе имам од Red Bull Salzburg, као да. Ја го фатив дресот, ја многу сакам фудбалски дрес. И така на Рики од Индонезија многу сакам сите да ги имам. Кај, знаеш, така клубови што не се толку светски, не ќе се од Манчестер, Реал Мадрид не ми е мерак. Сакам така да. Сурабаја, разбираш. Да, Персонал да. од Red Bull Salzburg, мерак ми. Од Лајпциг. Бати. Ој клуб игра Лига шампиони, разбираш, не е курташак. Да. Не е сега некој клуб по вакво. Да се батиш. Да, како не го направи? Абе, како не го направи? Викам, ви ги утнале собите, вика, тој е 410 и 49. Добро, викам, окей. И јас се враќам, после тоа јадеме тука, и го гледам дрес. Ми вика тој, може ли да ми даш само собе, да ти го вратам клучот? Да. Го враќа и јас ја одам после соба. И не лајде не знам колку требаше доле сите ти кога доја, ја викам, идам до соба и го гледам. И гледам листот. Добро, дошо Жарко. Значи не сменивте соби, него они само земале Изгрешили. Јас сум 409, он е 410 и ви ги смениле И дресовите. погрешка, да, неговата овакво. Па да, нема поента да менјаш сега соба, више си се распакувал. И да распакувал, Да, само спие, за еден више дрес глупости. глупости. Да. И ги Ти си смени. уствари чекиран во хотелот за таа соба, они на погрешно место ги стаиле. Ништо страшно. Да, А да. ја онаку моментот као, окей, мој нека керич. И после не уште толку мерак за дресот, не ми се веруваше, као ми се, ја викам, ми го, добра, ај мојот го нема, разбираш, јеби мајката, голем кур. Не, како не, сите има дресот, и као нема. Добро, и кам. Али тој гест е Него доживеав ненадминлив. оригинално те текнува. Ти си влезе и не знаеш дека имаш или Знаев ради тебе. Ама од Церич виде. Ама ја Го не го виде после приметив бате- тоа. Аха, па добро. Море, знаеш дека не знаев дека името ќе ми биде? Знаеш дека ќе добиеш дрес, Знаев дека ќе добиам дрес. ама не дека Попчевалиев ќе пише. Да. Ја викам чекај на Не, Томе, од- Томе има со неговото и ми вика да. Не може неговото да не го промашиле, викам Попчевалиев. Викам, Не, убаво си направиле Ја тоа copy-paste. прво те прашав. Да, дали да те Ти го спелувано погоди тачно, адресот да, на да, тоа. да. И на телевизорот беше welcome исто се од пасош, А, copy-paste направи. нема збор, да, ама ова беше преако со дресот. Да. Сега чекор назад. Жарко Церич. Иако епизодава ќе искача на крај на мини серијалчето,
Ама ние на мини серијалчето е многу и не ga објаснуваме целата приказна. Серијалчето е, нели ги поминавме гостите од целото искуство од Црна Гора. Како и да е, пред некое време во соработка со Red Bull Македонија, поздрав многу до екипата од Red Bull Македонија, мислам тие луѓе више фамилија ни стана, што беше и целата поента со оваа соработка, да станеме една ваква фамилија. Ја немам доволно зборови, упорно и како траеше, не знам која ќе искаче епизода, ова може пред месец дена може е поминато од кога ние исподеливме, стававме клиповите, сторињата, све. Да, нас не уште свежо, зашто нас не е свежо, ние го снимаме неколку дена после. Да. Баш намерно, за да ни бидат свежи искуствата. Муабетот е во таа соработка се случи настан што се викаше Red Bull Fitness Summit. Очигледно во организација на Red Bull и тоа на југоисточна Европа, значи као Балкан. XU. XU. Оригинал. Баш XU. XU? Да. Сите XU немаше Бугарија. Немаше. Да, баш нема XU. Бугарија, нема Грција. Од Словенија, значи Red Bull Словенија, Red Bull Србија, Red Bull Хрватска, Босна, Црна Гора и Македонија на исто ниво, на исто рамниште. Да, нема. Собрано фитнес самит во еден Beyond хотел. Не Да, ти сега го раскажуваш зашто епизоди не ти сушти излезени real life, а има епизода, една од епизодиве у серијалов. Има епизоди со гостите се искочи. Не, па и со овој, со главниот. Па да. Ова е задња. Да. 1, 2, 3, четвртава. Така што веќе сте ја виделе епизодата за хотелот. Со Марко менаџерот, кај што се објаснува. Да, веќе ви е јасно. Така, јасно ви е за тоа. Битно, фитнес самитот се одржа во тој хотел Сайро Бока Плейс. Бока Плейс затоа што Бока е тој дел комплексот Тиват. Порта Монтенегро, кој што е, значи, ти си бил у Монако Монте Карло? Јас сум бил, ова ми е поубаво. Тој комплекс, Порта Монтен, само тој комплексот, понекако чисто, понекако убаво, поскоцкано, плански со тоа марината и нормално тоа продавниците, шеталиштата, палми, значи Монако. Мала по мини верзија. И мислам нема тоа од прва секунда беше сон. Значи ја еве дур го раскажувам ова, го раскажувам со некоја си квази депресија блага. Ама и нереално, као на некој друг му се случувало, као не ми е јасно дека тоа нас ни се случувало. А ги гледаш сликите, и поентата беше уствари дека да се соберат луѓе од таа слична сфера на спорт, на фитнес инфлуенсери, фитнес, на овие вредности, на контент, на така некако овој начин здрав, возбудлив живот. Домисленици. Што е уствари целата мисија на Red Bull и вистински е. А малце ми е жал што премалку луѓе се запознаени со историјата, например, на оснивачот на Дитер Моравец, оснивачот на Red Bull, како на него му текнува, зародиш идејата. Ја и ти имаме зборене, ја и ти сме ги слушале биографиите за тие луѓе. Од која визија е самиот бренд формиран, уопште не е за... Мислам, тоа е за пијалокот. Ама е многу повеќе од тоа. И мислам дека е повеќе од очигледно веќе и низ веќе 20 и колку години, 30 и колку години е Red Bull. Какви све настани Red Bull не подражува. Значи од фрлање од вселената до баскет, до летања, до маунтенбајкови, значи и многу ми е мило што и невиден бум и ширење, еве и Джим Клеш го праеше, колку јако е тоа. Еве ти си од кросфит светот, сосема ново нешто ти воведуваат. И предобро. И беше и предобро. И има многу ненормален потенцијал да се случува. Како и да е, во таа некаква си визија, под идејата, и тоа ми беше неверно. И зашто се собираме? Така бе, нетворкинг.
така бе да си се дружите. Фала. Нема бе. Нема очекување да си се дружите. Да се извадат контент. Веруваме на вас. Одбрани сте за тоа што сте такви какви што се, Ќе излезе какви што нешто. сте, нешто ќе излезе. Не мора дента да излезе. За 3 години да излезе, инспирирани од ова, Red Bull на нас фала ќе ни каже. Не реално човеч, ова у филмови не се дешава. У филмови тоа не се дешава со таква искрена интенција, со такви искрени намери, мотиви. Не знам како ти кажам, че со авиони организирано, со све. И нема вез, значи тоа е малце позадината за како дојдовме ние на тој настан и више од кога стигнавме таму. Еве, од ова ти што го раскажа. Собава, првиот ден беше, нели, само Да, запознавање. ја доов со Зачем? некои 6-7 души у тој авион последниот. Да? Да, тој беше Белград Тив, па све преку Белград дое. Така. Белград Тиват има 5-6 авиона дневно. И од Хрватска луѓево беа Се со не мене, беше. Алфа Таури беше тој А добро, ти дечкото. И не знам кои други. Знам дека 6-7 души не чека превоз на аеродром. Ние сами код дух. Тој последниот колку 6 и нешто, Тој се курас дојде. скоро 7 слетав, нешто така беше, малце каснење имаше. Исто чуче влагам хотелон. Дупли кревет, 4 можеа да све, не знам што беше тоа. Не да си изгубиш чашафот. Гол тавагам. И окей, малце ки ми треба са Inception е овоа. Ја имате гледано веќе епизодата за хотелот. Да. Значи ги знаете детали. Сега ние Со првата клима контрол, со душеци, Чашафите. термоконтрол, со перници, со менито за перници. менито, со значи Да. Мени за перници. и да не сте ја гледале, може ви промакнала епизодава од серијалов, најдете ја со менаџерот, маркетинг менаџерот на Сайро Poker Place. Марко, му го памтиш презимето? Не. Марко нешто. Поздрав и до Марко. И тој беше каков природен тип, лабав, Лаган. професионален, искуство од него вриштија, млад. Да, колку мене. Лат. Стигнете таа епизода, у тоа бевме, а за друштвото да не зборам. Да не зборам, чу. И што е најако, тие што беа луѓево се неки курац на Инстаграм. Значи се со фоловерс. Се познати у тој свет. Јас не пратам тоа ништо. Појма немав, чу. Појма. Ја појма. Јас се запознавам со не беа сите кои знае колку тие, на пример, тој Јан Хрватот, така некој нормална фаца на Инстаграм. Не, да кажеш 100.000. Не, добро, ама добро тој пак е 20 нешто 30.000 овакви. бе. Не знам. Моделката од Црна Гора. Исто. Да, таа не би рекол дека овакво. Сам ти кажам, мислам дека луѓево не беа одбрани само на база на некакво си инфлуенсарство. Дали се уклапа у причата и Дали се- помага Тоа е. ако е профилот има јак. Али се супер, ама тоа е како нус продукт што они ја живеат причата. Така е. Они Да. беа одбрани за тоа што се вклопуваат во немаше вредностите на Red Bull. Фейк спремни или нешто да речеш. У стандардите, у вредностите, Да. у визијата на Red Bull. Така беа одбрани. Да. Just so И од happens, секоја држава по двајца. just so happens дека таа плесачица, како се ка танчарката, Плешац. сакав српскиот збор да го погодам, ама курац. Плеша си. Плешачи. Плесачица, нема ш там. Плесачица. Ете. Чи just so happens што таа има 160.000 или колку беше, што појма немавме. Ја и ти си седиме со неа, почна се карата у дебатиле кои со Џукич влего, ама онака се смееме. Ама ете ти доказ дека тоа ништо не Врска значи. нема, бе, Врска глупости, нема. ајде, голема Нити на работа. неа нешто многу изначало. Прави концерти таму, не знам со кој на сцена, прави... Со Сенида, со Северина, со... Сваѓаш?
Па види, сите се луѓе на крај. Сите Тоа се профилите многу те знаат да лажат. Абе ти Лука Џукиќ тако. Топ 20 со света, човек. Војло Ковачич. Да. Топ 5 у светот тебе, човек. Топ 5 тебе. Искочи сега со Примош Роглич тренинг че си прави, абе, со точак човек. Мате Мохорич му е другарче у мало, бе. Предходна генерација на Погачар. И со човекот вицови си кажувавме нагоре по карпите. Се заебавме, ебате. Ја му се правам паметен, шипките после му ги објаснував. Тоа како да што дое. Му се правам ја, клин да му објаснувам на Лука Ковачич. Он жални од 6 кила нема. Вие кон ментални 40 му давте да крева. Ке умреше човек, на намо му се тресе плочите. Испаничи е. Абе 40 му даде. Те гледам со Лука као викам. Партна бе. Он има 6 кила. Остави нека дига тамо. Како и да е, тоа е, значи, вака малце бекстори за... Како и зашто бевме таму, да. Како и зашто бевме таму. Сега ден за ден, што се дешаваш? Да, дојавме и сега тој Првиот, ајде, се пречекавме, турни ми с хотелото. објаснија овакво, да. И уште тоа кажам, Мишелин звезда има шефот у ресторанот. Да. Тој ни готвеше ручек и вечер. Ише најако здрави јадење. 90%. Ти го објаснија и тоа у епизода Да. за хотелот и за тоа зборевме. Ама мислам дека може го спомнавме да и Мишелинот. Прашав, јас и Мишелинот. И Мишелинот, да. Зашо он кога дој кажа од различни фарми, органска храна, Да. бла бла бла. State of the art. Тоа е дел од Значи- мишелинското искуство. Да. Теретаната лудило. Нема што не. Исто. За хотелската. Подсетник од таа епизода Џоковиќ и Меджик Џонсон. Доаѓале у хотелот за тренинг. Со Ноле уистата имаме тренирано устари? Сите тегови ги имате фаќан. Добри. Ето ти. Не, стварно. Тега си на еден степен оноа, како се каже, 6 degrees of, Човекот до човек. и си У истиот хотел имаме иста теретана вежбан. ти се имаш ракувано со рака што има ракувано Џоковиќ. Да. Молим лепо. Исто Меджик и Џонсон. јас, И Меджик Џонсон. исто и А Меджик јас. Џонсон со Џон Сток. Ја плюс ја на 2 degrees до овда сток. А 2 дегри. А то Џордан? Не. Па исто и Џордан, Меджик да. Џонсон и Џордан. А ти човек преку Меджик Џонсон ти го Цел имаш свет. цела NBA се. Цел свет го имаш на 2 дегри. Парно. А на еден, преку еден дегри ти имаш нив. Џоковиќ, Џонсон, Предобро. Меджик Џонсон. Да, Ноле да се спотера, да му текне, да дојде. А преку Ковачич го имам Роглич. И Поги, Сигурно да. и Матеј. Овие се знаат со Погачар? И немаше тоа, не. Како не у Јут? У јут, така? Он е кога е он На катамаранот го прашуваш. Ю23, кога е он Ю23, рачуне дека Поги е, ако овој бил 20, овој бил 17. Аха. Значи, он кога бил, да бе у истата, они се у National Team, он е у исто време репрезентативец на Словенија, кога е и Погачар репрезентативец, само што се у различна age group. И нема врска, прва вечер тоа не нося, не знам каде, окей, супер. Вториот ден више со организации, катамаранот цел ден. Лошо времето се погоди, ништо страшно. Шо се бе, Не, сад не, време. ништо страшно. Заврна, се повлече сонце, пак заврна сонце, го нема работа. Не. Мене мерак ми беше, ја знаеш колку сакав да има малце дождче, по морепловско искуството ми беше. Специјално имав јакна купено за тоа. Таа јакната ми беше таква Navy sailor style, waterproof, не знам на колку докажувана, Jack Wolfskin, не знам што кој мерак си ја земав, си се замишља вака на јахта, дожд, ветер, бранови и јас си дремам и мува не ме лази и јам јакната. Не знаеш колку ми беше јако дека врнеше.
И тука ние меѓу време, сега више се договараме ово, и сваќаме уствари кој е фотографот на целото збиднување. Леле, долови го тоа, че. Ако ви текне Феликс, Баум, што рипаше од Вселената? му беше презимена тој Феликс? Рипна од Вселената. Секој го знае, тој што рипаше од Вселената. И со падобран на крај тапна. Да. Ја го гледав тоа лайф. И овој го слика. Хром. Па човекот што го слика Феликс од Вселената, сликите што се наши, ги сликаше он. Baumgartner, арно си го знам, Феликс Baumgartner, скайдайвер од Австрија. Да. Првиот што се преку 30 километра алтитуд, слободен пат, буквално од вселенска капсула мораше да го кренат. Ама многу е јак моментот што се запрашал ли некој добро кој го сликаше Феликс у Вселената. Епа Предрак Вучковиќ. Предрак Вучковиќ, тако звани Пеџа, поздрав, и со него си се дружевме. Ај, нормален човек. Тоа, како стар. Нереален. Онака баш да видиш како работи фото. Тоа нека сакаше мене. Тргаш. Се поче. Па ти си фото. Ај мало ви као дека ми е светло. Некев да ти го расипа моментот, ама нели на една од вечерите некој ти кажа дека на Том Харди потсеќаш, а ја на една епизода исто ти зборев. И те оставив да си уживаш од друг валидација дека И голем кур личиш на некој. ако да ама Тоа не личиш на ружен човек, тоа е фаца си. Таква некоја, не знам. Сака да слика човекот што го сликал Феликс. То одма, па прв те тргна тебе. Прв те тргна. Да, таа нас. Кога почна он да, кога се активираше на јахта, да ја не знам зашо јахта го викам тоа цело време. Катамаран. Такво некако ми е кој јахта, дека си седевме, имаш тамо, седиш, вамо, седиш. Јахта е Имаше тераса, диџеј, натре бар, кујна, веце, некако така ми е. голем убав катамаран. Да. И од тамо ручек мучек некој. Тоа не беше островче, ама некоја заливче такво на страна. Излеговме ние од Которска заливот. Тоа целиот тој Бока Которска е заливот. Ние се излеговме и до тој ресторанот Beverly Hills. Барно. Степени вака. И тоа мора со други бродчиња да не довозува, да бе. Го кажав ли ја тоа на епизодата со Марко? Пред Пит на припреми и спрема Тур де Франс. Да бе го кажав. Што беше? Мене искуствово цело Да. и за Сајро, и за Бока, и за све беше како да Бред Пит отишол на одмор. Ама паралелно. И дуре таму решава Джеймс Бонд да го снима у Монте Карло. Да. И дуре го снима Джеймс Бонд, тренира за Тур де Франс, вози и вежба за CrossFit Games. Све има. Тоа беа нашите 5 дена од Црна Гора. Ја што ти кажав по секој ден? Било лесно кога вака све ти мисли некој за тебе. Човече, што никаду животот го нема сетен на тоа. Ever. Ја си вамо, оди, ќе те сликаат, онда добро. Ти само идеш и се појавуваш. И добро, сега дојде. Сега имаш пауза 90, одмори се. Океј. Оде сега, ова да правиш. Добро. Земете ги тие, пати ги тоа облечи. Ама ги видели колку една секунда не застана сите од организација. Да. Сите. Тоа е огромен. За ние тоа така го доживееме. Тоа е респект за сите. И значи сите што беа, значи секоја Red Bull држава си имаше и од државата од Red Bull. Тоа наша Михаела што да, беше со нас, да. така си има и он. Со заставник, представник. Тие нема седнато че. Оние двај чекаа вечера да дое, тоа им беше единствено воздух да зема. И пак преговараа ствари.
пак си работи и пак сликите како стигаа за секунда вечерта. Да си заврши. знам. Па го примети и Педжа? Да. Ние уште јадеме, он станува у соба, мора сликите. Ја му викам, Педжа, идеш да легнеш, да легнам, сликите треба да ги доспремам. Това. Ама колку е лесно кога на фокусот ти е само тренинг, спиење, јадење здраво. Ја вчера завчера ми вика, ти си рипнал, вика нешто. То направи за една недела. Мишелин стар здраво јадење, викам тоа. Така, Органски значи јајца од тоа, Црна Гора. значи тој првиот ден беше така, поише ај стварно Уживателски. да се запознаеме. Да. И стварно имаше прилики, баш. како. Но ти сепак е маца за чудно. Така е бе, така е непознати луѓе. Да, ја и ти се знаеме. И нормално дека првиот ден ки си се лепиш до твојот. Со Лука имаш контакт, а и него му беше супер, што нас не знаеш од предходно. Да, и он со си Маша имаше се знае, и со да. Србија се знае. И добра од организација, нормално. Па ете го нетворкингот. Да. Да, он се знае со нас, Маша со него. Преку него одма Маша. Истата маса се. Да. Крватов со мене беше у авион. А. Они, која се седнуваше за... Брате. Ти си тука, до тебе, они од другата страна. Ете тија малце поголема групата. Да. Оп, црногорката Ова. со него, оп, групава узи. На крај више групи Сите бе заедно. беа. Да. 10 души на маса. Да, и сите добри, Како неискварени. природно некако. Да, ствар. Ама и луѓето беа добри некако, сите. Но, Немаше грешка онака да речеш Но. нека кати. А, Сите бе, ја и на крај со босанците си чекав авион. па вие голема група бевте са бајле. Што ве однесоа? Словеначка, босанска екипа и 7-8 души. и јас македонец. Ео, сам шест. бев, Па сите словенци, четворица беа они. Да. Што Лука Ковачич е Red Bull атлет. Овие двајца во Одговорното фотографи. бате од Red Bull. Да. Фотографите не беа. Ама И и они беа од Словенија. беа, ама не беа у мојот лет са бајле. Аха. Беа они, овој Михаела од Словенија. Текно одговори од машкот. Беше Ковачич атлет, словенец, двајцата бачери истотовираните, тие Полак, Да. они и беа како група четворица словенци. Да. И бев јас, и беа двајцата босанци. Да. Овој Церич и други. И па јас со босанците на крај Илхан и поседов. Па тој да ти бил за кичми за ова да има 70.000 followers. Цела брате, ја у корону почо, био полицајац. Видим овде нема Тој еден малце повисок што беше? Да, што стоеше на раце, што може. Тој не е калистеникс нешто? Ја Не. мислев тој е... Не бе, нема врска. Фитнесот, полицаец. Како ги правеше тие? Па, човек? си сака гимнастика му и та иде. И ја го прашав, како прави? Па брате, знам. Вика, абе ја работам со онлайн, со ова, со она, едно, друго, вака, така, имам, како си на Инстаграм, па, имам 72.000 followers. Бе, човек. Осна бе, ке кажеш. А, вика, мене, 20% 30 Србија ме прави. Онлайн програм има за оправање Да. кичми, викам, братче, кој ќе ми дојат мене, ја немам више време да себам. Скити ги шалтам сите ќе кажа, Жарко Батич од Македонија ме препорача тука и живеј му, викам, тере. Тоа, бе, викам, све ќе ти препоракам. Само мадалце мене да ми се скине. Баш онака програма за кичма кичма за повреди во рамо, рехабилитација. за рехабилитација. преку малце Да. снага, враќање, такви ствари. Вежбички, ситни програми и све. Rehab. Браво. Инстаграм профил посветен на тоа. И онака на крај се упознав со него најмногу што се вика. Дур чекавме трансфер, они за Босна, ја за Македонија. Да. Мене у 12:40, гејтот нив у 12, ние таму слетавме у 10. 2 сата имаш, седим и муавет. И со Церич мојот брат подрес. Фудбалер нешто што. Не бе фитнес ентузијаст. Ама бил на времето. Бил па и маршал арс, джудо, мудо, свашто. Да. И тука ја со нив, па тој ми објасни што правил, па ова, па она, бе, викам, топ, знаеш, што малце на крај. И сваќаш дека сите се тоа. У истиот свет, знаеш, од спорт луѓе е така лесно. Ама истиот дух Е, па кој има да. некако сите такви мирни, позитивни, многу позитива, многу. Оптимисти сите Да. за иднината.
некако неосудувачки со овај кој Леле, знаеш дека многу нема таква. осетив тоа? Осетив како сме конечно Едно. на едно рамниште. Ама не јас за себе да си се осетам. Они нас Преживувањето. еднакво Да, веќе да. не примаат и гледаат. Мгм. Ја мислам, ја имав ја и траума би рекол дека имав од мои репрезентативни години кои идевме по Балканијади, Со подсмевање кога ве гледа? како прво ти сам се осеќаш подолно од гомно, со третманот што од дома си го добиваш, со немање дресови, со вадење лански неизмиени дресови од крос уште калта на нив. И ти вадат 10 маички, а ние 30 у репрезентација. Ти вика тај видете си ја саатницата за кој како завршува да си ги предавате такви спотени неизмиени. Идеш ваму, Ти сам себе се доживуваш ко дава гомно. дрес од Сваќаш, идеш на Балканијада, у истиот ресторан, у истиот хотел сместени, маса преку маса, ние јадеме помија, Зашто? а преку нашата маса јадат риба, компир, предјело, салатка, зелено, Зашто така? зашто Како во е, истиот хотел? ден се објасни. Балкански крос, Грција тука сместена, Бугарија тука сместена, Србија, сите од Балканско првенство. В истиот хотел сме у 8 вечера. 300 атлети у хотел. На вечера. Се редиме лака наредени 50 маси, ние јадеме помија, они јадат риба. Ние вадиме црна кеса за ѓубре со 10 маички, они на секој торбица пуна мерч. Нови патики, спринтерки, дрес, тренерка, јакна, you name it, пуна крца вака у кеси. И сите ние јадеме помија, а они само ги слушаш патентите. Зм, 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 некоја најка дида што беше, торбица вака во лика. Отвара иска да чи не собира у неа. Сон. Сега, и како бе да не те гледа тој после? Како да те гледа? Како? Како? Идеш Србите, 1500, двајца у конкуренција, прво, второ, и уште двајца вон конкуренција, од им фали тренинг, трето, четврто. Ние лап. Сега доаѓаш од Red Bull Salzburg, ти е персонализиран. Не, и fucking прво дресот. иде Дарио и ги претепува у Белград. Several И times. сега идеш Red Bull Црна Гора. Конечно животот да видам дека они нас, не мене индивидуално, они нас како Македонија и македонци не гледаат еднакво. И со преубави позитивни примери и приказни према нас. Еве, кој не гледал, вратете се на епизодата со Маша. Какво убаво искуство раскажа она. Уствари додовме до Како она ја реализацијата, доживува да, Македонија. дека сами себе Дека се ние сетиш. сами себе се сереме. А, стори, Ама ја ти викам, ја имав како не знам тоа, траума ли е, шо ли е, ама многу неубаво чувство кога требаше македонски да се гледам во балкански контекст. И многу јасно осеќам промена во тоа чувство после ова искуство од Црна Гора. Да. Ми се смени конечно за 180 степени. Сега многу убаво си се осеќам. Како македонец во контекст на балканските држави. Така некако worthy. благодарение на средбава со Тоа може овие... и така било. Ама не си го доживел. Може. Ме разбираш, затоа Може. игам сами се пукаме. Може. Мислејќи дека така те доживел. Сигурно е и тоа фактор. Сигурно. Дали нема вез. Втор ден Втор ден почна активностите малце посериозно. на твој терен бевме којше трейл. Мој бивши терен, ама ајде. Просеа. И се стана порано за да издига тегови. Мално па исто и ова.
Пари прво јога имавме претходниот ден, бе. Чекај, Тоа пред катамаранот тој ден- јога правевме. Тоа го заборавив. тоа беше пред катамаран? Да. Јога па после на бродот челендж го правевме. Добре, јогата не беше зајбанци. Јас си испотив не тој беше. сат. Да, не. Секако се потама, Добро, не си испотив толку, ја забушавав малце, зашто не можам сега да правам све. Пробував, ебе мајка. Да. Утре дента, па добре, ја извежбав пред јогата. Толку па отидовме на катамаран, што немаше вежбање дента. Супер беше на катамаран, цел ден одлично. Да бе, ја тогаш возев, да. Тоа беше кога отидовме, Да бе, да, у 6 Да. и пол. да, Станување вторник се- се бајле, да, и тоаш извозев. Пред Лука Ковачич тренингот исто се стана, се издига. Ти си напри Јас си тренинг, издигав, да. 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 Па И отидовме. тој ден беше само тренингот со Ковачич, така? И вечерта снимање 2 епизоди. Така беше. Така беше. И интересно беше со Ковачич дека имаше тој предизвикот. Е. Catch me if you can лика. Не. Неговиот? Да ви Он требаше он да не фати, да. Па затоа што ете пак вратете се на епизодата со него, он најмногу се проби уствари на Red Bull 400-ка. На станите што може не ги знаете, 400 метра, онака 30-40 степена угорница по буквално ски скокалници. И он таму квартали правил. Па сакаше да ни го долови на сите нас тоа искуство. Skyrunning. И Кратка ни. не однесоа со таа жичарата горе. 1600. Ловчен? Како си каше? Првот Ловчен. Можно. Да, И текнува според тие, како им се викаше местото. да. Како и да е и тоа, како изненади местото. Најакиот трип мој реализационот, нели се качивме горе ни. Жечарите и после пешки Да. се качивме до врвот. Скоро, така што можевме. Ни сликаа тука и ајде надоле пуштете. И се пуштаме ја и Јан и он вика, брате, мене мало колено ме боли на удолници, као, само живе веќе, има пеш. Там да се. И се си минјаме. И од позади, два точаци, маунтенбајк. Огромна стазата таму е баш, нема шуми, се гледа авион. Да, таа беше таква Као пат. ко за джип. Коза, да. Офроуд пат убав. И овакво се потргнувам, ја и се поднасмевам нели за ситуацијава со кумата овона. И гледам, викам, кај Кристе ги види и се смеам. И само подзастанав, ама сега и тие што беа културни луѓето, стари тие што се снимиња, татататататат. Као, окей, се видовме дека се видовме и они поминаа видеа дека застанавме, се е кул, окей, си продолжуваме ние надоле. Ја у моментот си викам, види бе словенци што се културни. Ја на фурување дека сме Словени у момент. Да, бе, ти Си викам, Ти мислиш дека на планината кој. Викам, види бе што културни словенци, браво. Не, викам, ова се културна нација да возат точаци, планини име тука, викам, све е лудило тоа. И ние, ова се у глава. И Да, се да, мијаме, да. ние си правиме муаве тука, глупости, ово. После нели на оноа која бевме, како ролер Ролер костерчето, костерот. да. ја уште тука негде. Ти уште си живееш Ја у уште си- Словенија. Да. И после јако ти кажа види Идеме бе не црногорци. Да. Кога идеме да се сликаме доле кај Да, тоа да. знакот, види бе црногорци бе. И ја викам, кој? Од Red Bull организација некој? Вика, тоа колку е јако. Ние сме Црна Гора, бе, викам. Тоа беше Ја Црна истрипав Гора, дека сме негде на Блед. Негде А у јас со Словенија. Австрија ти го споредив. Да. Ја ти реков, види бе црногорци бе, човек, у Австрија не е вака на некој планински мест. Толку добро средено беше Да. горе. И топ. И битно, убаво тренингче падна, значи прво пробавме да му избегаме на Ковачич, само ја и Босанецот успеавме. Да? Ти не виде тоа, нас не стигна. Не ве стига? Не. На оноа... Ковачич ја стигна Маша и не ме стигна мене. Ја и Босанецот му избегавме на Ковачич. Ама ја ми помина ногата мене низ еден камен и почна да се тркала позади и ме фати малце страв и викам не ритај тука. Значи ја го видов и Лука пред мене.
Џукич. И он не се брка не вакво, се јас ке се правам паметен и ја му го пратев неговите чекори. Свери, не знам дали ја стигна Маша или он со неа дое заедно. Дека Маша мене за волку ке ме тепаше. На тоа ридот. Не знам, На човек, ја 400. слушав тука вака. На 400 што не беше 400. Даде после првиот фотограф, више пред крај, задните 5 метра пред финишот, Да, јасно. бевме чекор за чекор и битно јас стигам на финишот и се вратам и еве го Ковачич. Со Маша заедно. Добра, мон. Како и да е, мене Ковачич не ме стигна. Едено. Јас си го тепав на А и горе е нерешено зашо заедно стигна. Ево, голем лепо. 2-1 за тоа. Да, значи ја пукнавме таа као демек 400, а 200 и нешто беше. Кај да осетите Skyrunning? Да, ама беше стварно тоа со сите 4 ава тако вози Беше. нагоре на карпите и тие падна 6 места си секов ја. Да, сите нешто ја на нула. После истрчавме, Џукич му фалеше зон 2 тренинг, отиде тој ко машина. А ми вика, брате, јас сам да ходам. Ао ми. Джеймс Прейки, тебе и Джейсон Хопер. Мора да си их стиго. Не поодев у njemu. Ете, што? А ели? Тебе у глава тоа, а мене да поодиме малце. И после шо? А, и после они сите си се пуштија у рекавери, у ово оно, а ја и ти Да, имаше 2 дена да бираш рекавери, по треба 6 се души. снима. Ја и ти уствари почнавме Колку да работиме. искача у пресред, бе, човек. You name it, вика, кој сакате гостино до вие, кажете само да наместиме и време е шо како. Мора го доловиме тоа дека дури не комотно ми беше да толку слобода ни дадоа, онака дури да ти е незгодно, се утепуваат фотографиве, снимаат, трчаат, работаат, луѓе во сите со некоја активност и сега ја и ти Тогаш сакаме да снимаме. вака да си ги пик од Кој од кој? од онакво вака да си ги влечеме. Со овој сакаме. А со сите би снимале. Да, Со секој еден. да. 0 бодова не би. Ама Стварно немаше како, кога. Па вечери, па ово, па... Значи, ние требаше да не идеме на планирани рекавери, за да ги снимиме двата. да бе, јас утре дента си закажав. Да. Намерно, Така зашто искочија знаев 2 дека епизоди, дента, да. И плюс треба сега човек некој план како ќе му нарушиш, не знам што. Да. Тоа е бре у хотелот, овакво се Сите сати. no музика. questions asked, човече, Михаела вика, Стварно. не бе, вика, чекаат. Што ти кажете само? Да, и ти објасни го местењето на тие, зашто јас не се разбирам од технологијата. Да, и сега тоа да доловиме, а уште пред да идеме, Сетап, камера. као ја на А кажам, да, викам на Михаел, Јас не треба викам, ќе човек за тоа. снимаме таму да епизоди, да бе. Циска екипа Red Bull, доаѓа нивна. Не ти кажам, се ми е не, као го раскажувам, не ми е верно. И сега таму сме, и ја гледам ја више екипава ден 2, го спомнавме Предрак, Словенци ве снимаат, прават. и имаше потполно право, извини, да ги искористиш, Словенција што снима, Дајца Бачери. А, ако имате идеја за контент челендж, кажете им. Ти што сакаш, да. Да. Фотосесија, онака, на повик. На повик. Ко за тебе се тука вработени на повик. Па добро, подкасти сакаме, да, нема проблем, се може да микрофони носат све, уживајте ви. После ќе се префалат фајлови, мајлови, лудило. Сетап, да, ќе направиме ние у хотелот, ќе видиме Да. кај може, ќе измемунисаме. И ние само искомуницирање. Океј. Сакаме Толку саат. Ковачич 100%, тркачот, и имали шанси со менаџеров на хотелов. Ти умеѓу време дозна дека И ноле. Ја го Ноле. слушам и намерно не го прашувам, викам. да. Каде ви ноле овде, знаеш? Ние имавме идеја, сакаме некој од организација, хотел, Да го нешто објасниме, тоа не може да го доловам концептот јас. цел, да. Тој работи, живее, го прави тоа. И ние као, тие двајца, дан, толку саат таму. И јас знаев. Тоа што сакаш да го објаснам,
знаев дека овие се на толку високо ниво продукцијски што ќе мислеа дека треба ние за HBO филм да снимаме. После ми ја видов опремата. Ја намерно отидов 15 минути пред терминот, то ти знаев дека ќе почнат да се местат луѓево. Ај не само за кадри да ги наместам, идење ја. И ја како идам натака, тој едниот веќе почна да ме прашува нешто за кој кај ќе седи и нешто со светлото сакаше да ми каже. А, не, и каква масичка. И они има прво стајано ниска масичка. Да ми текна. И ја викам, не, стој викам. И од тука почнувам ја, ама пак они се однесуваат така за јас да се осетам ми ја предадоа контролата. Да. Они у старт некако така беа поставени. Кога ме видоа дека доаѓам ја, и болесни. Као вака само ми предадоа, кажувај. Шотра. Така некако ми ја предадоа контролата, оти мене незгодно ќе ми беше. И ја како објаснувам ми е се уште малце чудно, ја на овие им објаснувам како камериве да ми ги местат, ама крај крајва па се ја еби ga наше подкастот, јас си знам како си монтирам, јас си знам што иде на YouTube, јас си знам публикава наша што цени, на никој не му значи дали е тоа 4K, на крај крајва ти не ни гледаш разликата на 4K. Битно, идам ја и почнем, окей, слушај. Они сакаа и широки агли, да не знам, вакви објективи, не, викам. 3 гостини, тоа е тоа, имате камери, имаме. Ама не ни се исти, окей, шо имате? Па 2 канона, викам, 2 канона, а третата, ред. Кој знае, кој е ред? Таа ред камера, Холивуд филмови се снимаат со таа. Че збориме, ти погрешно ме свати, ја ти реков десетици илјади, не 10.000. Јас мислев 10 дека. Десетици илјади евра е тоа само како боксчето се вика, на која што сега, како да си купил процесор, кукиште, да треба да редиш на неа, уште илјадници евра. Уште десетици илјади евра. Тоа може 50.000 евра кошташ? Минимум. Значи една од камерите беше таа. И они паметно наместена таа на гостинската. И ја викам супер. Таа остае таа на гостинот, 2 канони таму. Ке снимаме у лог, RAW, 50.000 фреймс, 4K. Не, викам, стој. 500 гига од саат мене не ми треба. Бивали рати у Full HD обично 1080p резолуција, 25 фрейма не ми треба поише. Овакво битрейт имаш еден параметар, 25.000 битрейт и тоа не ми треба поише. 10 до 15 како беше. Имаш колку бита колор, као кој колор профайл и тоа се мери у не знам, не викам и тоа батали. Еле. И на овие чудно им падна малце, ама знаеш како, ама нема. Искористиме моќта. Да, баш така. Нема потреба, викам, уга подкаст е ова. Муабетот е битен. Да. И ова иде на YouTube, секако ќе ми го компресира. Чабе, викам, ќе ми го даете вие на мене 500 гига. Дома си го гледам. Чабе, управо си, а тие па словенци малце... Ја не знам зашто, на едниот му зборам англиски, на другиот се мучам српски, а они двајцата словенци. И после се мешам, и после овој ми враќа на српски. Јас сикам, слушај, зашто ја ти причам енглески? Циркус бе, човек. Ама валјда и тој технички јазик е многу англиски, знаеш, ја кај српски треба се мучам, пуштам му проведувам битс, рейт, HD, цепај англиски сад јебам. Еле нереална ствар. И нема га, сакаш, што е? Си наместија све, дън, кадрите од тука, лименче, од хотелчето нешто, баб. Така што и тоа искуство беше малце како со Одеон. Да. Јас така со масите со ова може да може. Може да пробаме, може. Нема. Кој може? Мал број луѓе еве вака што се имаат некаква врска со продукција ќе оценат ова, ама ова искуство преди
нема цена, не се опишува какви искуства се тоа. И си ги спукавме 2 комада тој ден. Како Back to убаво back. си ги направивме те епизодки, костите. Чи прво Уредно. со менаџеров, доаѓа Лука, Игаме. хотелче таму, чека дечкото. Есно, Red Bull протоколи Доаѓа он. знае. Да, доаѓа он Си отвара лименче. на нас и он чека. Да бе. Што треба? Треба дечка седни, уживај да се нормално. И третиот ден ме убивте. Третиот ден, кажи го, те ја ќе спирам. Третиот ден беше на Джукич ден. Ме убивте. Значи, 3 дена не воспаленја, не да не можев да одам, ушите ме боле. Ела, што ја збомнуваме цело време. Ја викав мојата контент мајка таму. Треба нешто, Михела, како мамо, еве ти направи ми, да, најстај. Еве ти мамо, дојди. Стварно, она ти го монтираше. Све ми правиш. И овие хрвати ме зборат, како би било лепо ова Мартина, што плесачица. Седиме ние на тој ручек, како би било лепо. Он ти каже за ја вака. Ку ти не каже. Ја гледам Михаела тука, очи гледаш од друга. Јајди неписмени с Инстаграм. Добро, викам, контент неписмен. И кога си отиде она, викам, деч, викну, али викам, првиот ден ти што вест. Мојата, викам, си отиде на одмор. И она ми рече, за се што ви треба, бараја Алекс, србинката. А, Red Bull Србија што беше. Да, чарите. Да. Бараја Неизе, вика, како со мене да си? Викам, не можам како со тебе, таа да ја кажам, нати, овакво, зашто и таа мислам и поодговорна дека она други обврски. Ама и она таква беше постварно. Да. И јас доаѓа времето да е тренингов со Лука. И сега имаше момент на ајде интервали за сите да можеме, 40 он 20 оф, 3 станици, по четворица, 12 души и ротиравме 4 пауз. И така како може, и си ја дозираш. И прај му име мало, прај му име, и он вака, како те гледа. Брат, та си гледа филм јуче. Като тоа ни е прајмовал. И нема везе. Како ќе ја проче, па она први као можда боле, а други не знам. А појма немам што ќе биде. Вториот беше уствари Hyrox тип, кај што ти со 2 бучици кетлбели whatever, 4 дожини, 1, 2, 3, 4 еш напред назад, ги оставаш, зимаш тоа вреќата Сендбек, да. на грб, со walking lunges напред, walking lunges назад. Треба да изодиш, ја фрлаш и брпи бро jump, кој гледал Hyrox или малце запознан со кој си, знаеш се брпи бро jump, брпи скоку далечина. Ама нема нека пичкарски ти да ми лазиш, Не. па да него рацете максимум 10 сантима од прстите на нозете, стандарди некој си имаше. Па наназад. Наназад Burpee? скокот, да, не смеш Не, напред. наназад бърпито. Да, па скокот ти Па назад. дојди до Па скок, рацете, колку сакаш. па скок колку сакаш и пак таму рацете. И јас знаејќи како поминати прв пат у сала, и викам, пс. Снимајте го Томе. Викам, на тој позајмниот дел, викам, снимајте го Томе, ама цело време, викам. Најди го сетот, и ќе биде умрен, ќе го процени да не можеш да го сгрешиш, викам. Зум, и само него. Те молам, викам, значи не знаеш каков вреден контент е ова. Па зашто, Жарко, па зашто го мучите? Бре. Не го мучам јас, Лука Джукич де е, јас немам тука ништо, тоа си е ваша организација, само вие снимајте го. Јас не му го направив ова. Он ки си помине Значи, лош. она не икеше. Не, он бре. Беше жалиски. Кога гледам, ја, па види како. Ако викам нека цркне. Викам, види го е смешно. Па жао ми е, вика. Абе, кој жао, викам, да стајде. Изгине. Он гледа како е смешно. Дели, так. Ко имаш така? Имам 2 минути. Да, мора убацам нешто. Ама не, тоа може излезено више. Како... Нема тоа кај да излезе. Од Јако Агинев. Кој бе ќе го пушти тоа? Nije. Кој вие? Байкер на кросфит тренинг. Не. Тоа тука сега на епизода ја ќе решам што ќе ставам. Дај ми го видеото.
Тептен дека го збореше, ја на кратко инсерти тоа Не, дека значи, така вето се имаме. нема смисла, значи. Ќе го сечеме. Абе колку и да го се ја ќе осеќам. Правиме овао. Па после Што сакаш да му правиш бе на тоа? Ја имам 3 партс. Прво е Лука како ќе помине турбајкеров на тренинг. И он кажува, па ти правиме име ово, не? Реал ли спремаш? Не спремам ја ништо. Без дозвола ништо не правам. Па има Ама сакаш да правиш Да. за на Инстаграм за постови? на што можеме да го ставиме тоа бајкерот на парту. Еве размисли, може излегол ова. Па нели сликите ги ставме бе. Шо беше сликите, глупост една слика ставив. То ако Па меѓу иде време 2 нешто минути. излегло, Па иде 2 минути клипот, и иде на крај кај што јас те снимам ти со колената кај што си. И текнува до траката за трчање. Јас ќе ти ги пратам, па ти што сакаш прави со. 3 видеа ќе направиш или едно со Ја од имам 3 парт? before, during и after. Не бе, целото се склапа во едно. Така, значи едно Па, клипче ќе нормално, биде бе. измиксано Да, така. бе, како мислиш ќе проđe бајкер? Па на прво можда добро, друго Значи тоа уствари више ќе биде излезено. Па луѓе тоа што излегло ова е не ни 50% од тоа што окей. не знам дали Окей, изгледа. па тоа што не стам, ај ќе видам. Ќе кажеш ти Добро. дали ќе изгледа. Окей. Ама пресмешно беше, знаев дека ќе биде, ама ти го пратам клипот. Они те зумираат. Го гледав ја клипот. Ама јас го гледав 1000 пати. И ја го гледав кај таа Алекс. Ама они се смеат, дур снимаат, човек. Се Тоа даде, знаеш да. колку се смеев. Ама ја го видов вечерта на вечера, го гледав со Ти таа. одиш со тие кетелбеловите како да е крај на светот. А јас су позадина вака. Има еден момент кај што почнеш со ланџес, а јас чекам да ми дое редот. И овој Јан прави брпи броджам Ага. и треба ми дое мене редот. Ти идеш, се враќаш, умираш. Брпи броджамп некако тоа. Не може. Правиш, па Не одиш знам. педерски краде тамо. Се правев. Гледај викам, Не види да уште краде ќе губиам. Тоа не беше ни крадење, бе, како? И ти Ке доаѓаш си легнев иначе. и доаѓаш на моментот кај што треба да се враќаш со брпи броджамп више, готово. Да, и А си легнав. јас сум на брпи брод джампото. А почнувам минута после те. Аха. Буквално е трчање вака. Те гледам назад, так 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 так. И Аха. сакав на враќање, гледав дека снима вака. Да пројави викам, ај ќе ми падне, не се глупирај. Продолжи, ама го мислев тоа. И ја назад, ти више се враќаш, и ја почнувам брпи брод джамп. Да имаше душе 2 брпи ќе те стигнев. 100%. Убеден ме. Ја брзава те Ја фатам нити тебе. брпи правев, нити Ти не джампови беше правев. свесен што Не. се случува. Јас одев на раце, на тоа последното одев на раце. Да е све неправилно. Бе. Многу беше смешно. И афтер направив после. Физички невозможно другачие немаше да дојдам ни да предадам на Маша. Ке Ајде, требаше тоа е. кансел цел настан да биде. А не да ми мерите Преко, бе. дали бил брпито ваму, джампото наму, а ја одам на колена. Зашто му били излижани после? И што правите на тоа подлогите? Ја не знам, допрам кросфит сала, ја крвишта колената. Не си навикнат. Има на клипот кажуваш, ова се нежни колена Да. за бицикла. Неко тоа вашите копита. Не неколку пати ги гледав, ја умрев. И ова е прв тренинг у денот. Втор. Првиот беше интервалите, па ова е. Не, у еден Ова ти тренинг. што ги кажуваш тренинзи, ова не е загревање. Не, сам тоа беше првиот Лука Сегмент од тренинг. Да, и вториот беше Са дигањето. бајлечки workout беше тоа од 9 Да. и нешто. Да. Ги направивме тие две ствари. Тоа беше еден тренинг А шо. устави пред трчањето ја извежбав, направивме Sally Up Challenge со склековите на Маша Тоа беше пред трчање. пред трчањето, па Да. беше се трчаш. Тоа беше пред конјот. Да. Само го заборев и челенџот, Да. Sally Up, Sally Down. И тоа е. И тоа да, добро го И после, окей, ручек нешто. Ау. И после беше дигање со Лука. Ја веќе знаев дека ова нема да се оди 3 дена, ножеви, унозе, све. Ебе, И фино, лепо, сидов, после пак на кревање. што правиш не? Пак на Зашто? кревање. Како беше? И сакав празни шипки да кревам, ти не бе, стај Как си 40. празни бе, ајде.
Што ми менја бе, човек? Клино Се да да извежбаме, осетиш. джрко да извежбаме. За килажа како. Стај зелената. Ја не знам како ги кревав тие после. По 15 на крај. А да бе, ајде стајте. А by the way, многу убаво ми дое кога немаше брзање 15 А тие интервалите, минутите? не. Нели цел го правевме на крај? Да. Ма не цел, уствари, А, клин, 15 клин со фронт сквот и джерк. Па од Лука Така Ковачич правевме? прави, да. И со него прави. И 15 репс на тоа. Да. Значи, цел клин, не беше power clean. Power, front squat, push jerk. Power е да што не го чучнуваш. Ама правевме... да. Power Power е clean дека е за не тоа е што squat. го пречекуваш горе. Да. Клин е да го пречекаш чучнат. Така, значи power clean Плюс со front, front squat со jerk. И 15 пати тоа. и еднаш, Лука Ковачич еднаш, се менувавте 315. Тие 15 пати многу убав full body workout. Нема више, тоа што ме болеше на пример, не Тоа се болеше загреа веќе, се убаво. загрев. Такво некоја перфектно испотување мина. Многу убаво испотување. Доволно паузичка, кратко е движењето, експлозивно, чак. До том не знаеш што ќе го кажам ова. Од тогаш навака си го размишлям како да си го вметнам у неделата како workout. Ама само за тоа да дом. Братам имаме. Само за тоа да дојдам, нема што да ми пратиш, само сакам да дојдам, да загрем и тоа да го правам. Истото тоа да го направам 15, 20, 30 пати, да се спакувам да си отидам. Ама тоа да ми биде, на пример, еден од двата тренинзи. Вториот си е вожња. Или дента кога неам вожња да си отидам да си се Да, запотам. убаво, ќе идеш и интересно е, не е досадно. И сите моменти од чейнот Да. на compound movement-от се ми штиклира. Core, Ако не е целосно. upper body, lower body, се правиш чучнува, влечење правиш имаш, надлаво. гурање имаш. Абача, Преубав избача. full body workout ми е, за да не мора да му мислам, на пример, за теретана. Тур Тоа олимписко е најубаво. возам 1.000.000 километри и ми ослабнува снагата. Сегаш, Додено тој бек сквати. ништо не додавам толку. Доста ми е. И метко нудено. Оте. И имало и гимнастика после. Го докажавме дека малци нашиот спорт е Абе, мислиш, не ми треба мене. Редо е. Него, после тоа имаше дебата и не ја довршивме. Откако ме умревте вие и ми се изнасмеавте и со Джукич после на вечера. Што би било паралела за вие нешто слично да искусите на мој терен? нема така да умира. Како ти би бил смешен во умирање кај мене на точак? Нема, тоа ти кажав и тоа, нема бидеме смешни ние. Не можам јас да држам тие вати Нема, што да бидеш за правам, ќе ми тоа падне што ќе пейсот. биде ризично да живот. да не загинеш. Па да. Не се спуштам надоле од шанса. Не бе да се спушташ, еве, Да се качувам, нема биде не, ризично. на рамно у банч да држиш 50 на сат. Ма мене ми е страф од брзина. Не ми е пријатно мене. Извини, Што те ебам? што те ебам. Добре, јас со 30 ќе возам. Нема, не ми. Вози се у парк така. На пони. Добре, 50 на сат направо. Не знам, ти кажам, не остана Ќе се претепам, завршена ќе ова, депатата. Евентуално да најдам некоја ватажа, што ти е, на пример, Upper Zone 2, Добро. Лука, колку ти каже од Дубај дека држал? 320 минути. не 20 минути, он правил FTP-тест. Добро, бе, колку држал он? 300, пред над 300. Не, колку и да е, ја ќе ти ја најдам таа ти е некоја, ќе ти ја најдеме Добро. која ти е, и да биде, сега седи тука 4 сата.
дали, например, у некој момент ќе ти биде од ти физички, фитнески, по сите критериуми би требало да можеш. Ама кога ќе биде гинењето? И у која е димензија ќе биде? Точак можеш да успориш во секое време. Нема да успориш. Можам што правам. Поврат. Можеш. Можеш, ја одредуваме ватажата што знаеме дека можеш. Тонту ти е, хард рейтот не ти е 200. Тука си на 150, тие вати, може ќе отиде 170, ама тоа е твој проблем. Ватите физиолошки можеш и ќе пиеш и ќе внесуваш карбс колку што треба за физиолошки да можеш. Сега да те видиме третиот саат, четвртиот саат. Добро. Како? Ова и сам ми е у моментов се запрашувам дали е некоја си паралела. Ќе направиме ве таков тестчо. Никад нема да бидеш смешно гинење ко мене. Пробам ти го објаснам од преска. Нема Тоа да што ова се умрам. комплексни движења, ништо, само ќе дремеш на точак и ќе личиш на умрени толку. Не, Накурчен може ќе бидеш нешто, никаков проблем. некој ментален Јас страгал, многу нешто. по-лошо личев у Белград Геймс после вежбите реално. Како би ме пцуел? Ке ме пцуеш, третиот саат ке ме пцуеш, затоа Тоа ќе што те ја ќе пцувам стоам по до тебе и дефолт. ќе... Да. Даде, затоа што ќе биде, нема сега кур, џабе, вози. А, И ти така, ќе бидеш, ќе се не, ќе ама заигнатам. ајде доста, А, не, доста, бе, и ја нема ќе, не, шанс. сега вози, курма 4 вози. сата, 4 сата тоа е. И Ја ќе ме... ќе ќе- држам. Сакам некако, за да, ај нема да бидеш смешен, ама бар да ти доја да ме пцуеш, да ти биде кај, а смисло. Нема, ние сме поиздржливи, тоа ти кажувам. Нема, не глуп, не, ова е глупост. По се адаптираме. Ништо, што значи тоа ние сме поиздржливи. По адаптирливи. Адаптационот не ни е проблем. Не, Не ни нема ни диском- да можеш, тоа е поентата. Нема ни да можеш. И зашо не можам мои ватажи? Како да па нема да можеш, не знам, го нема што е durability. Као на хартија би требало да можеш, ама Ние у вашиот свет не сме смешни, вие у нашиот станувате смешни по Е, па дефолт. тоа е, да. Шипка да фатите, ви го виде Лука Ковачич. Беше мој... значи нема, смешното ми беше нема го доловено. смртник, онака го гледам као... Ама таа некоја мизерија на тешко, Та ми е познато. можеш да ја осетиш. Ама не ти е позната на бајкерски начин. Тоа е ендюранс. Не. Не е исто тоа. Не. Пржењето, нозето. Не. Уопште не. Добро. Еве Многу челичке по направиме. суптилно Подекате мало. тебе. Боцка. Многу по некако си мислиш по малца боцкава, ништо страшно, малца боцкава. Малце беше, малце. Така ништо ме пецка у тука на коската кај што седам, баш. Slow burn. Како кинеско мачење. Кинеско мачење. Лакт. Точно. Врато. Тука врат. Амења. И гледаш, и пати попуштам, пати ставам на тренажер. Пати го правам, Друго ми пати е опасно. попуштам. Ја те ставам контролирани услови се. Ма нема поопасни услови од тоа. Вие таму го правите тренингот. Најреално е ти со мене поирам на тренинг. Моја планина ќе качувам. Нема проблем. Шо и да е? Спор ќе бидам све. Еве, нема да ти најдам Да немам удолници. опасност. Еве, ќе ти најдам да нема удолници. Плюс што има врска ако има кочи. Не мора да ја летаме удолницата. Ќе ја возиме полека. Ми рекол, качите ме на точак, качи ме на планина, не е проблем на козјац. Пак ќе све е попуштање. Зашо? Ако ја спуштам споро, што имам? Вашето попуштање на мене е Со женски килажа. килажи да работиш. Кила, ама нема врска тоа, ништо не ми попушташ ти.
еквивалент на тоа попуштање е што ти нема да ги возиш истите вати. Така ја на тебе килажа ти попуштам. Да. Ти на мене ми попушташ килажа, ја на тебе ти попуштам вати. Да. И сега ти од мене бараш плюс да ти попуштам брзина, плюс да ти попуштам банч, плюс да ти попуштам гужва, банч райд, 100 души. Добро, не знам, немам искуство, јас не те пуштив на такмичење тебе. Ма нема ништо различно, нема биде, ја исто смешно ќе гинам и на такмичење. Да, реално. Исто смешно е, па у иста талента нема мене некој тек на глава да ми фрли. Дали немате? Не знам кај ќе почнеш да одиш. Се дешавале овакви? Како и да е. Ја и одма после тоа огромен appreciation имам одма. Ја плюкав крв, како седнав да земам здив, одма нели ти дое до мене, се заебавме за колената, ја одма имам не респект, ја имав у моментот додека не може воздух да земам на лентата, Добро. кога ме снимаше за колената, ја веќе бев исполнет со благодарност. И ти пропадна за лука целото со шеќерот. Изгледа да. I'm working on it. Работам на некоја формула, мора ви го решам тој проблем. Некако да шмукнувате некако некоја полуголка. I'm working on it. Да, сваќам колку е 100 пати покомплексно. Нема време. Комплицирано е, ненормално. У плюс ви оди што сте 1000 пати поспремни, па не умирате ко мене. Ти си у некој си релативен комфорт. Ти може би, например, Да, сум. у задните не знам колку интервали нема да можеш. Ама сега, например, ти од 20 минути, 15 минути си окей да шмукнеш едно сокче. Тагаш? Да. Така што не сум скроз откажан од идејата. Лука, I'm working on it. Муабетот ми беше, ја искрено ти кажувам, бев и се уште сум, имам така некоја исполнет со благодарност откако ќе ме умреш така кросфитерски. Да видиш кај живој. Времен бил да мој мајка. И права тој работа. Не ми треба за тоа докажување. Се замисли Лука кој левел. Не, уопште не ми треба за тоа. Многу сум свесен колку сте спремни. Од секад сум бил свесен, од прв ден. А мене ми е пренормално, ќе видам вака смртници како умираат. Што никога, ни ти која не знаеше ја кој сум, кога видов у Кросфит Зоки која ми правеше првно, че не знам, 10 години има. Па и стварно може има 10 години. Iron Man од 2015-та. Негде 2015-та ти имам доено ја на Кросфит. Од тогаш имам ја нема повисок респект и свесност за вашата спрема. Друга верзија на благодарност пробам да ти доловам. Знаеш каква благодарност имам? Ми пружи, ти и Лука ми пруживте ретко искуство. И ја мислам дека зашто вие сте си у тој круг, не сте си свесни колку ретко искуство вие секојдневно доживувате. Да. За која ви доаѓа некој аутсайдер, Ја го видам како умира, викам. сега, зашто па мене ми е екстра чувството? Ако доаѓа аутсайдер што е тотално физички неспремен, он не е ни у состојба да умира ко мене. Да. Така? Ти поврати ќе се. Нема да дојде до таму. Нити движењата ги знае, ти со месеци полека, ти него треба да го спремаш за движењата, за принципите, така. Што значи дури ни тие го немаат ова искуство. Јас сум ти прередок примерок за некој што е actually многу физички спремен, за да можеш одма да го фрлиш. И некој што му е познато и нема страв да влезе у црвено. И јас сум благодарен што ти ми го пружаш на нов начин
искусувањето на умирањето. Што ја го неам на бајк, ја не можам да го доживеам на бајк тоа така. Да. Сваќаш? Ја стварно така да умрам не можам ја на бајк. Оти ќе загинам. Да. Ја на пример на вежбава. Ја знам што е burpee box jump, ама сум физички неспособен и лазам. Ја ако сум физички неспособен да држам волан, загинав бе брат. Да. Ја ако почињам црвено да гледам у очите, И бил мајка. банкина, камион, поздрав. Така. И ти не можеш така, на тотално различен начин си уморен на бајк. Да, одговорен си за живот. Таква благодарност имам за ретко доживеано искуство и некаква добивам свесност, као дури ни ти го немаш веќе, сваќаш? Дури ни ти веќе толку умрено ко мене не можеш да го имаш. Да изгубиш контрола врз себе. Сваќаш, толку си ван, толку си веќе Може. спремен. Не можеш како? Ке не можеш да направиш бърпи? И вака шпагети рацете да не можеш... Добро, да. Не до толку, ама... Сваѓаш, значи дури ни ти тоа искуство не можеш да го имаш. Тој килажи, ма... Потраљава, ма. Ја у моментот како дишам, сум веќе свесен за ова и многу ми е мерак. Многу ми е мерак. Па мора клипот да го извадиме сега. Ајде, ќе ви Ти ќе си го едитираш. ќе ви направам. И пратам јас материјалите, сам изедитирај. Не бајде. Монтирај си како си го замислил. Не сум замислил, шарта Михела Идалов. Она како го... Добра, она ќе ме сожали. Она, да, Она ќе ме сожали. перски. Добро, реално ти у една минута ќе треба го склопиш цело во ова, значи, Од умирањето, една минута Од- се крати. ама не у видеото што ќе постираш, 3 дела ќе имаш. Средниот дел е умирање, значи нема ни 10 секунди да биде тоа. Максимум што може. Брате, како мислиш да порачува кросфитер на тренингу? Овој байкер на кросфит тренинг. Прво можда боле, у друго. Ајде, Телот- ќе видиме. Кај што Пари носиш... веќе сме го виделе. Да, и го имам ја у глава, ќе го изедитирам. Нема везе. Со Завршува тоа, задњето беше овакво. Вечерта руфтоп ово она, ама... Не, ту сипал. да, имаше, да, хотелов горе имаше убава тераса на кров. Супер ке беше да се остане до крај све тоа, останале ови, ама... Не можам тоа Шак се, више да се она го е се правам у спакував. животот. Прси. И ја више си летав на враќање и како стари шо ми се деси да видиш ти у авион на враќање од Белград. Диват Beograd layover 2 сата и чао, со босанците си спраќаме и јас си терам на гейт, матер па десно, таму ЦА куталци. Се 10 Да. Идам, C10, ајде доле, ајде. Врска. Супер све, ова, она, тргам, влагам, шател, авион, полетува, тргаме и у 15 минута летање. Кептен се. Ајде сега. Даваат вода, кафе. Зbog малих технички проблема морамо се вратиме во Beograd, где ќе екипаж, што е механичар за, што е механички екипаж аеродрома, ќе проверите авион, да види да се во реду и дали ќе му продолжите со истом или и други. Хвала разумење. Какви technical difficulties? Има англиски. You're experiencing minor technical difficulties. Back at the Belgrade airport. Паничи некој. А ти имаш малце одамна, Па немам. више немаш? Порано, не. Како Еднаш летав, одамна памтам збореше. одамна имав, како летав почеток. Ќе отиде стравот, немам више. Аха. И се едно, и наеднаш прави. Да врати. Да, многу добро.
15 минути си ти у лет, значи 15 треба да се врати назад. Даде. Ше 15 назад. Ти пола сат леташ со неисправен авион, у воздух си. Он таму дознаваш. Ти си у воздух. На колку илјади метри да лета авион. Аќа, само вака како иде ги гледам, викам, од овде се умира ли маме, моја се умира. Ама, немаше момент на паника. Во тебе? Нула бодо. Само се рекам, ако до тука било, е било мајката. Тоа е. Ке ме плачат, викам, Томе, ке снима епизоди без мене, тоа е. Како не? Мука нема, он сам може. Одма. Викам, Како не бе? ти има опроштање некој. Како не бе? Сам си се смел. Викам, добро, не да гомна сега, ама бас, викам, па друга, тоа е, шо правам? Еве ги, никој не паничи, викам. Кажу, имаш една страна, вати сега па никој, мајно. Гледам таа стюардеста, седи лаба, си гледа ноктите. Викам, вајде да беше по-сериозно, да Добро, тоа олеснува. Да, и викам, оке, и сега како и да секоја турбуленција другачија доживуваш после. Не ти е се едно да ти. И ту. Имаше едни бачери, двајца. Од некоја ние со нагласак, чачак, некој пирот, тако. Аха. Таков нагласак, па уште англицизми, фориси. Брате, удеки идемо сад да го редимо овај, и со рррр тој броеше, и тој вика, in the cockpit, ова, did they just hear cock? Ама на onako чачак, некој, знаеш, пирокјански лескост, некој тако, did I hear cock? Еле. И си пуштал лоши фори. И е пара слушалици, викам, кој не паничи, нема вези, иде да слета и сега како иде надоле, викам, од овде не се умира, од овде не се умира. Тој ни полетуе најлош. Ја да. Само трназа. Нема се свртиш, нема се свртиш, нема се свртиш. Ја преживеав, викам, нема Абе да ти умир. се потеа раце, нешто тако? Ништо. Шприца. Ебе да ти. Нереално. Ја викам, зашто не паничам? Само си треба паничиш. Абај не паника, ама јас си испотидаш ти. Не бе. Нормално леташе се. Не беше ништо да не ни кажеше. Зашо ми кажуваш? Јеби се сврти, не ја приметам да ти летаме. Извините, имавме, јеби га на свршен чин, тоа е. Оке, се будиме нешто, јеби мајката, сите сакаме у Скопје си. И иска шатал, шоферите. И онакви беа. Ве извадија од авион? Од авион. Шатал до гејтот 10C, 10A. Па дремеш таму. Па си седно. Пола сат. Може укрцање за Скопје, оп. Пак Ама не знаеш дали е истиот авион? Не знаеш. Ама друг. Зна. Па прашав. Јали сте Аха. авион не променили? А може и лажат. Лажат. Истото тоа. Ама не, уствари, треба со автобус да ве однесат до негде. Пак до со автобус, до ова. Со шатл. Значи, добро, лесно е до друг да ве однесат. И не, истиот тип со она. Калите мочани. Малите, знаеш, пропелерот. Со перки авион? Да, бе. Па таков. Умес. Значи малце. Мал. И до Скопје. Летал. Ау, што не кажа дека ти вакво си имал? Да, бе, човек. непријатно, па го чував за епизодот. Прав подкастер, да си. Добро, реално пред 3 дена беше, евате. Да, непријатно малце, а ништо страшно, не беше страшно. Не беше, знаеш, кога го раскажеш многу пострашно, а ова беше само можеше да каже лош, не знам, ќе се свртиме назад до Белград. Заборавивме некој. И немаше да смени ништо полошо не леташ авион. Немаше момент кај што е да се види или не. Али е малце непријатно. У авионот што леташ, знаеш дека Океј. Па тоа е. Тоа е све у свему, да. рекеп, значи, на, еве, И ова уште една мини работа серијалче. само, кога се вративме, као блага депресија. Ден-два. Онака, сакав да се вратам, знаеш како у 600 Ага. деленија на зимување прај кога си поминаш, и дојаш дома и некако си тажен што завршила. Од 100 години не сум остил така. Значи, викам, леле, значи стварно на сите им било убаво, топ. И фали хотелот ќе станеш са балета.
Аното. Така ја одмари рутини си право. Све на тацна. Како беше на поговорката? Лесно, Човек на убаво лесно се навикнува. Да. Човек на убаво брзо се навикнува. И реализацијата дека кога се ти мислате многу полесно и професионален спорт тешко ако така. И сватив околината, односно поставеноста колку менува. Оно, знаеш, ама сега у пракса кој ќе го осетиш. Многу е поразлично. Одиме сега вамо, треба да снимиме тоа, ќе направиме овоа. Знаеш какво е бе сега? Стандардите малце повисоки стандарди за себе имаме. Да. И за идеите, и за визиите, и за подкастот, и за контентот, и за така општо некако за се општо, сам себе си ги апгрейднав стандардите. Слично вакво ми се деси у Америка кога отидов и кога влегов у CrossFit бокс. И кога видов како таму најобични рекреативци тренираат. Ја као демек про у атлета у Македонија беше смешки за некој си рекреативец дојден у чимче некое у Колумбус, Охајо. 45 годишен Ренди. Некој си ја одувал ко застава. Да. Све у свему топ, све. Каков така некако стандарди кои ти се качат. Прејако. Тоа е тоа, фала Red Bull. Да. Епа, тоа е. Серијалчето мини го завршуваме со оваа епизода, мини серијалчето 4 дела. И сме ненормално среќни, исполнети животно, захвални, да благодарни, да некако не ми е ни соодветен терминот ова со Red Bull, шо ни се Red Bull. Знаеш, Михаела која збореше фамилија као да, готово, сега ми е јасно. Тоа е тоа. Сега ми е јасно и среќен сум многу и идемо дале. И да, идемо дале, не чекаат уште повозбудливи ствари. Ајде, чао.